Благодариме на Дедо Мраз, веруваме дека и ние возрастните ќе имаме исполнување на желбите, а во моментот нашата колешка Ирена Спировска е на плоштад Македонија и верувам дека веќе градот е подготвен за Нова година, за пречекот вечер, уште само неколку часа, Ирена, неделат од големиот пречек кој што е најавен од градот. Така е, Оле, се јавуваме во живо во ова последно утро од 2025 година од градскиот плоштад во Скопје, каде што се е веќе подготвено за вечерашната новогодишна прослава, на која што со богата музичко-културна забавна програма жителите на главниот град ќе дочекаат новата 2026 година. Ова утро сум заедно со првиот човек на град Скопје, градоначалникот Орце Георгиевски, со кого што ќе ги кажеме сите оние детали кои што предходеа на вечерашниот голем настан, на кој што ќе дочекаме сите заедно најлудата ноќ. Пред се, добро утро, градоначалник, и благодарам што сте на овие минусни температури во овие рани утрински часови пред камерата на телевизија Алфа. Добро утро, благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Градскиот плоштад после долго време конечно блесна во празнично новогодишно руво со официјално осветлување кој што се случи на 15 декември, кој што беше проследено со една пригодна програма на која се радува и најмладите, но и возрастните жители на градот. Така е, јас тоа често пати изминативе денови го споменувам, конечно толку многу насмејани лица на нашиот народ во градот Скопје, но пред се на нашите најмлади видов изминатиот период и тоа е суштината на сето на што го правиме. На крајот на денот сите овие прослави, цела оваа забава е организирана за нашите сограѓани добро да поминат. Сметам дека во премногу сивило се живееше изминативе години и дека ова му недостасуваше на народот во Скопје и токму тој ефект го постигнавме, заклучно со денес со преубавите настани кои што ги имаме до крајот на финалното одбележување на новата година. На 15 декември, освен што беше вклучен и официјално пуштена елката и целото дополнително осветлување и украсување на градот, беше отворен и божикниот базар и всушност започна тоа 15-дневно чествување на новата година под слоганот Скопје новогодишна зимска бајка. Секојдневно во попладневните часови тука имаше музички настапи задолжени за добра забава на скопјани, беа голем број на музички артисти, исклучиво наши домашни. Така, па нашиот концепт беше да само наши изведувачи имаме оваа година и мислам дека не погрешивме со тоа, земајќи во предвид дека и граѓаните позитивно реагираа на истото, но и пред се нашите изведувачи. Изминатиот период, како што споменавте, од некаде околу 15 дена имаше забава обично во пораните часови за помладата популација, имаше детски хорови, разни танцови групи кои што настапуваа, нудеа забава за младите. Дедо Мраз пакетчиња делеше цел изминат период бесплатно за секој детенце, дополнително за сите дечиња имаше можност да се сликаат и да имаат слика како успомен од градот Скопје за оваа година бесплатно која што ја добива, а вечерните часови беа исполнети со забава. Базарот беше добро посетен изминативе денови и мислам дека сето тоа ќе кулминира токму вечерва со голема посетеност на плоштадот. Да не заборавиме да ја спомнеме и традиционалната дедомразовска трка, еден настан кој што исто така има голем публицитет и привлекува многу внимание и е еден настан кој што цела година чинам го очекуваме, една посебна атмосфера и посебно убава слика на градскиот плоштад. Така, тоа е традиција во главниот град, да им честитам на сите оние организатори во целиот процес. Ние како град Скопје и во минатото сме помагале, од оваа година посилна поддршка ќе даваме на тој настан затоа што навистина нешто прекрасно прават и интересно за главниот град, така да ќе продолжиме да го финансираме тој настан. Додека ние зборуваме, тука се слуша дека екипата ги врши последните подготовки, чистење, дотерување на плоштадот, што значи дека веќе се е подготвено за централната манифестација која што ќе донесе повеќе музички изведувачи на оваа сцена со цел да ги сплоти генерациите, затоа што навистина богатата програма и изборот на музичките гости е нешто што ветува добра забава од оние највозрастните до најмлади. Така е, вечерва започнува Миле Кузмановски со својот настап, подоцна е Огнен Здравковски, па Дина Јашарije, мислам дека се Кукулеле веднаш после тоа, Двабона, па ја Клара,
Тамара Тодеска, па завршува вечерта со нашата звезда Каролина Гочева. Сите се познати изведувачи, едни од најпопуларните изведувачи во Република Македонија, нека ми простат останатите, сите се важни наши изведувачи, но сметам дека овие кои што се одбрани за токму вечерва да бидат, ќе понудат вистинска забава, како што кажавте и вие, кој што ќе биде за сите генерации, и затоа и оваа можност ја користам да ги поканам сите наши сограѓани. Вечерва јас ќе бидам заедно со моето семејство на плоштадот да прославам новата година, односно да дочекаме сите заедно новата година, и мислам дека преубаво ќе си поминеме. Што е она што посакувате и очекувате од новата 2026 година и што е она што градот Скопје треба да очекува од новата година? Градот Скопје и нашите сограѓани треба да очекуваат вистински развој на градот во нареднава календарска година, согласно и она што го изгласавме како буџет на градот Скопје за 2026 година. Предвидени се многу нови капитални проекти. Еден од нив е Луна паркот, има многу булевари, паркови и се останато. На моите сограѓани само ќе им посакам пред се здравје да имаат, среќа, љубов и разбирање меѓу себе. На овој народ му треба и трпение, така што нека бидат спокојни. Градот го разбудивме и го движиме во правилна насока, градот е на нозе и мислам дека сите ќе живееме во убаво Скопје наредната година. Скопје во вакво новогодишно руво ќе остане накитено дури и по празниците, некаде до втората половина на месец јануари. Па да, земаме во предвид нели божичните празници. Обично традицијата ние од дома што се ја знаеме е некаде околу Водици тој период да се откитува. Истата традиција ќе ја задржиме за градот Скопје. Нема секако е тоа изминатиот период, често пати го говорев, градот да се откитува за Великден, како што имавме случаеви во минатото, така да секој си биде во свое време. После дочекот на новогодишната ног, вечерва тука на плоштадот, дали малку ќе најдете време и за одмор после ова динамична година која што останува позади вас и година во која што ја презедовте функцијата татко на градот, што нормално со себе носи голем број на обврски и одговорност. Можеби пред Водици со семејството се уште не сме дефинирале со сопругата, на 3 или 4 дена можно е со синот на планина да отидеме, но можно и да останеме во градот, така да ќе видиме како ќе бидеме со обврски период што следи. Значи, останува да го искористиме овој последен ден од годината, да се завршат секојдневните обврски за вечерва, сите заедно расположени, згрејани, благодарение на добрата музика и одличната забава што ќе не очекува да ја пречекаме новата година. Така, уште еднаш голем поздрав до сите наши сограѓани, да им посакам здравје, среќа и многу успеси и да ги поканам сите заедно да се забавуваме, да се обединиме вечерва како што доликува на граѓаните на метропола овде на плоштадот. Секако ќе изразам благодарност во име на сите наши гледачи, но и ќе ви посакам и вам да ви биде среќна, успешна и берикетна новата 2026 година, а нашиот град да се радува уште на многу моменти, на заеднички прослави и да има празничен, убав, ведар дух, како што заслужува еден главен град, како што е Скопје. Амин Боже, исто да го посакуваме. Ви благодарам уште еднаш и еве ве покануваме вечер да ја дочекате новата 2026 токму тука на плоштадот, да уживате во навистина одличната атмосфера, богатата музика, се очекува голема посетеност, да ја продолжиме традицијата. Впрочем, и сите големи европски и светски метрополи ја дочекуваат новата година со многубројна публика на жителите и со вакви прослави на градските плоштади. Па ете, во име на екипата која што е на терен, нека ви е среќна и успешна 2026 година. Ние сега се одјавуваме, ви останете и понатаму со нашата утринска програма. Добро утро секој утро и имајте среќни празници. Благодарам, Ирена, благодарам. Се гледаме вечер сите заедно на плоштадот Македонија да ја пречекаме новата 2026 година.